Ќе доделиме плакети и благодарници на индивидуалци и институции кои низ годините несебично придонесувале за мисијата на Македонското научно здружение за аутизам. Нивната помош, експертиза и верба во инклузијата овозможија здружението да расте, да се развива и да создава позитивни промени во животот на лицата со аутизам и нивните семејства. Ова признание не е само символ на благодарност, туку е поттик за сите нас да продолжиме заедно уште посилно и со поголемо срце. Со голема почит започнуваме со додавањето на признанијата. Го поканувам секретарката и председателот на здружението да повелат тука и да ги поделат признанијата. Може би најинтересниот дел да се. Така. Го поканувам професор доктор Ристо Петров. Повелете. Професор Ристо Петров, доаен на македонската дефектологија. Исто во македонската дефектологија. И бевме толку време заедно. Заедно, да. Додека не отиде во пензија. Сега ретко се гледаме и мора да го поканам да дојде. Во една пригода бев рецензент на една од неговите книги. Па подолг период заедно ги испитувавме студентите комисиски. Не ни откажавме, бевме упорни и работата ја завршивме како се треба. Благодарам многу. Овој настан полека ќе го завршиме со доделување на благодарници, како што најави нашиот модератор, на поединци, на училишта, институции, од кои што имаме континуирана поддршка, посветеност и соработка во напредувањето на науката, инклузијата и квалитетот на животот на лицата со аутизам. Првата благодарница имам чест да ја доделам на нашиот модератор денес, но не само модератор, туку жена која што е борец, жена која што не поддржува, мислам дека од самиот почеток, благодарност до Илена Лозан. Поведите. Денеска тука малку неочекувано, не беше во првата постава да речеме, ама излезе со сесрно со нејзиното време, со нејзината љубов кон ова што го готиме да ете го води да го модерира овој настан. Искрена благодарност преку благодарница доделуваме и на Ребека Јанковска. Не, да, Јанковска Истески. Повелете. За Ребека не треба посебно представување, сите ја знаете. Исто така жена борец Лавица, која што во почетоците кога почнувавме да го чествуваме 2 април, ми даде силна поддршка, особено 2011-2012 година. За жал денеска не можеше, бидејќи издадо е старосватица на свадба денеска и можеше да се концентрира на тоа, така што сега веројатно ќе каже нешто кратко. Ви благодарам многу и јас ви посакувам уште многу да работите, да помагате на лицата со аутизам, затоа што немаме многу вакви здруженија во Македонија, луѓе кои што директно и сестрно се вклучени во работа со цел да им се помогне на лицата со аутистичен спектар. Она што искрено од се срце го посакуваме сите овие прекрасни прирачници, поддршка, многу научни сознанија кои што постојано ги споделува со нас ово здружение и професорот Владимир Трајковски, кој што сите овие години неуморно работи, би сакала практично да бидат донесени во нашиот систем, односно луѓето да ги земат во раце, да ги прочитаат, но и практично да ги спроведат, а не да се наоѓаат само на некои полици, туку да бидат имплементирани во нашето општество колку што може повеќе. Следната благодарница ја доделуваме на професор доктор Драган Дутовски. Повелете. Исто така и професор Драган Дутовски, познато име на македонската сцена, професор на факултетот за музички уметности,
Не се знаеме многу долго, со првото јавување прифати несебично да дојде со своите студенти, да ги презентираат две номери и така да даде еден свечен тон на овој настан. Го знаете, медиумите кои што Можам ли јас еден да, поверите се. Ви благодарам многу, со големо задоволство студентите, меѓутоа сакам да се обратам и на овој ценен аудиториум. Немојте да ја заборавате музиката, значи една енергија која што, или јас нарекувам безвремен звукот е безвременна енергија која го прати еволутивниот процес на човекот од неговото постоење. Така да малку морам да приметам дека музиката некако ја изостави сте на крај. Имаме коктелот. Меѓутоа, знаете дека музиката има исцелителска моќ, поготово не на музичка теорија, но на музичка терапија, која јас милувам еден друг термин, звучна бања. Значи, на секој живот суштество му годи звучна бања, а камоли деца кои што имаат наистина потреба такво бајно енергетско. И благодарам многу. Следната благодарност преку благодарница е изразувана на професор доктор Дончо Донев. Повелете. Професор Дончо Донев, доктор по социјална медицина, по историја на медицина, доаѓен исто така би кажал на македонската медицина заедно со професор Спировски, мој долгогодишен пријател е малку помлад, нели, некоја година, а од него каде што навистина дава подршка беше и на една од нашите трибини говорник, љубеник во убавиот реч, во академското публикување и така натаму. Благодарам за признанието. Со професор Владимир Трајковски соработуваме 15 години, може би повеќе. Главно преку Македонско удружение за медицински уредници, каде што јас сум подпредседател, тој е генерален секретар во моментот. Организиравме здружено 3 работилници за млади научници, за етика од науката и публикувањето. Двете работилници беа одржани на Филозофскиот факултет. Благодарам за поддршката за тоа. Секако дека во целина давам поддршка за неговите активности и цена како посветен научник. Сум учествувал во работилници, трибини, како поканет предавач за аутизмот. Така да сакам таа соработка наша да продолжи понатаму и посакувам многу успеси на Македонско удружение за аутизам. Благодарим и многу здравје пред се на вас. Следната благодарница ја доделуваме на студентскиот сервиш, кој што секогаш ни беше наша поддршка, особено во сите оние печатени материјали, дипломи, признанија, така што покануваме еден представник да дојде да ја подигне. Благодарам. Не било представник директор. Мој долгогодишен пријател и директор на студентскиот сервис, кој што знае секогаш да биде на наша линија и не се ценкаат воопшто со мене. Кажам цена, а таа е секогаш помала од реалната, тие дава, така да безкрај да се благодарам. Благодарам за признанието, ви посакувам уште многу успеси понатаму во работата. Се надевам дека ќе имате помалку работа, дека оваа појава ќе се намали. Вие се станува и пандемија, може да кажем некоја светска, ама вие бидете така вклучени да придонесете што повеќе можете. Повеќе да печатаме учебници и така да. Првата благодарница ја доделуваме на Основното училиште со ресурсен центар Иднина. Повелете. Господја Лорета Андреевска, секогаш наша база и доста нивните вработеници и наши членови се разбира. Благодарам. Чисто и задоволство ми е што еве денес ја примам оваа благодарница во име на институцијата. Секогаш ја даваме поддршката на учениците со аутизам, ќе продолжиме и понатаму, а секогаш ќе продолжиме да ја продолжиме соработката со НЗ и Ви благодарам многу.
Следната благодарница е на Основното училиште за ресурсен центар, доктор Златан Сремец. Ја покануваме директорката. Повелете. Директорката на училиштето улица Златан Сремец, господја Марија Делетич, моја поранешна студентка и во последните години како директор соработуваме кога треба да имаме посети со гости од странство, воопшто не размислува дали ќе не прифати, се разбира дека веднаш не прифаќа, па ако треба и на 24 часа пред настанок, иако и се јавуваме минимум 2 недели. Јас не би го пробила тајминот на професорот, веќе ви вознемирам. Уште еднаш ми е чест, можевте да забележите и во нивното представување на работата. Основното училиште со ресурсен центар доктор Златан Сремец е долгогодишен партнер на МНЗ. Таквите проекти, вратите се отворени за било какви иницијативи, проекти, соработни, се на што го планирате. Тука сме за заедничка реализација, сите го понатаму партнери. Многу членови од таму нивното училиште се и наши членови. Тие сме ние базите, значи бившите посебни училишта сме базите уствари на многу научни здруженија, не само на вашето. Благодарам уште еднаш. Следната благодарница ја додолуваме на Основното општинско училиште Владо Тасовски. Ја покануваме директорката. Но треба да биде јака најава. Не е непотписан, да е Соврски. Да, не и доделува Соврски на состојата директорка, јас се одлучи да и доделиме. Не ја познам, мило ми е што сега ви запознам, повелете, благодарам за целата соработка што и подршка што ни дава вашето училиште преку нашиот инспектор Фондовска, ваша вработена и се надевам дека вратите на вашето училиште ќе бидат и понатаму отворени за вас. Јас сум Викторија Кочевска. Драго ми е што имам прилика да ви запозна, да ви честитам овој јубилеј. Верувам дека имате уште многу години успешни. Нашето училиште, нашите наставници, нашите стручни заработници, специјални едукатори и така натака, забележавте дека е струја. Струја и во сите области помага на сите ученици кои што не се само од аутистичниот спектар, туку и помага на сите ученици кои што имаат атипичен развој, заедно со психологот, педагогот и социологот во нашето училиште. Ви благодарам за оваа благодарница, многу ми значи како училиште, бидејќи секогаш жената ќе го се насига за вас, за сите вас, и за родителите, и за децата. Ви благодарам. Следната благодарница ја додолуваме на УНЕТ. УНЕТ е наш долгогодишен поддржувач во интернет сферата и ја хостира нашата веб страница, се разбира бесплатно, ви благодариме со гоненина. Мислата ми посакувам уште многу години успешна работа, а ние остануваме понатаму на располагање со поддршката. Поздрав за господината Марија, што не можеше да види кој што е нашиот конекција. Следната благодарница ја додолуваме на господја Пламенка Трајковска, која што секој наш настан го оплеменува со својот музички репертоар. Повелете. Господја Пламенка Трајковска, извонреден виолинист, имате прилика многу скоро да ја слушнете. Секогаш безрезервно ги поддржува нашите настани и ја оплеменува со нејзината музика. Нашите настани до сега најмалку 3 или 4 пати била наш поддржувач. Исто така и денеска, без двумење, рече дека за време на коктелот ќе не забавува со нејзината виолина. Сакам да ви го честитам роденденот. Навистина сум воодушевена од вашата досегашна работа. Навистина ми значи се за тоа денеска што сум овде со вас. Ви посакувам уште многу успешна работа, посакувам да помогнете на децата и на луѓето кои што се аутизам и се разбира дека јас и мојата организација со малите камери со луѓето се Благодарам се. Следната благодарница даваме на господја Даниела Серафимова Божиновска. Господјата е на работното место
ја подарим подоцна, тоа е господјата што е говорна за коктелот. Коктелот не е гратис. Само пијалоците ќе каже модераторката, ќе ја дадам лично потоа и само прочитајќи. Да, имаме уште многу благодарници, како што гледате, навистина соработуваме со многу поединци, со многу фирми, компании кои што допринесаа да можеме да функционираме и да ги збогатуваме нашите настани. Јас само ќе ги прочитам, значи следната благодарница е за Premium Smart Account од Титова, потоа фондот на Холокаустот на евреите од Македонија, Музеот на македонската борба за самостојност, Tinex маркетите и последната е на Комерцијална банка АС Скопје. Со тоа го завршувам овој дел во однос на доделување на благодарници и плакети. Ви благодарам што имавте трпение да ни слушате, ви благодариме од срце за соработка.